Добар ден, почитувани гледачи, го следите вториот дневник на К3 телевизија. Со средства во висина од 2,5 милиони денари, јавното предпријатие Куманово паркинг ќе постави 65 канделабри во стариот градски парк, со што овој дел на Куманово ќе биде осветлен и ќе го добие стариот сјај. Стариот градски парк во Куманово наскоро ќе го врати својот лик, зашто ќе помогне поставувањето ново осветлување на целата површина од речиси 3000 метри квадратни. Активностите отпочнаа, а изведувачот има законски рок од 30 дена да го реализира проектот. Значи, поставување на 65 канделабри, подземна инсталација, каблирање, поврзување со трафостаница, мерно место во самата трафостаница. Тендерот е завршен предено 20 дена. Денеска се уведува во работа, почнува со работа. 2 милиона и 500 илјади денари е комплетната инвестиција за електрификација, осветлување и каблирање на самата површина. Поставувањето ново осветлување е дел од годишната програма на јавното предпријатие Куманово паркинг. Ќе бидат поставени 65 канделабри во висина од 4 метра алумински, ќе биде покриен целокупниот простор овдека во градскиот парк, пошто ова работа беше одамна најавена и во самата програма на јавно предпријатие паркинг за 2016 и конечно после завршување на сите процедури, тендерски постапки и законски процедури, ние конечно денеска успеавме и да почнеме со работа и да го имплементираме. По завршувањето на оваа така наречена прва фаза следуваат следните: за поставување урбана опрема, клупи и останати реквизити, кои според посетителите на паркот се и тоа како потребни, бидејќи на целата површина има 2,5 клупи за одмор и рекреација, а како што истакнаа кумановчани, паркот е многу посетен, особено периодов со затоплувањето на времето. Исто така простанува далje на сите органи на општина да продолжуваат со најавените проекти во овој простор за конечно да заличи и овој простор како сите други делови на градот. Потоа втората фаза ќе биде набавка во теке тендерот за комунална опрема, тоа се клупи, кошници и ова. Втората фаза исто така подразбира и реконструкција на патеките со места тамо каде имаме асфалтна подлага, реконструкција, можна и некои патеки со бекатон да бидат пролази и потоа имаме паралелно со тоа и хортикултура уредување. Претходната година и секој 60 слонопади тополи и сега следи фаза на засадување, има насадени нови зимзелени дрва, косење, организирање на зелените површини и на некој начин ќе имаме можност преку осветлување и обезбедување на услови за чување, дали ќе биде тоа стражарска служба од самото јавно предпријатие чистота или ќе обезбедиме компанија која ќе се грижи за безбедноста, овој дел од градот кој е барање на граѓаните од ова месна заедница, да го пуштиме у употреба онака како што доликува. Во рамки на програмата за санација и реконструкција на патната инфраструктура во градот во пресред на летото, во општина Крива Паланка ќе биде извршена надградба, тампонирање и асфалтирање на повеќе улици и патни правци. Погодните услови и убавото време овозможија непречено да се работи на повеќе започнати инфраструктурни проекти на подрачјето на градот и приградските населби. Потреба за интервенција има постојано и на многу места, меѓутоа разбирливо е дека не може да се стигне секаде и се одеднаш. Сепак објективна е оценката дека последниве години се вложува доста, а сведоци на една таква градежна офанзива во Крива Паланка сме и деновиве. Како втор дел од проектот за реконструкција на дотрајани сообраќајници на повеќе локации во градот и околината се реализира асфалтно крпање на ударните дупки на неколку улици, пред се во потешко пристапните реони од градот, како и на делниците од централното градско подрачје и на други места во општина Крива Паланка, каде што проблемите од овој вид се поголеми. Првиот човек на градот, Арсенчо Алексовски, наведува дека пополнувањето на ударните дупки е продолжение на проектот со кој на почетокот на годината веќе беа реконструирани дел од улиците. Исто така, градоначалникот додаде дека акцијата за санирање на кривопаланечките сообраќајници нема да заврши со реконструираните во овој бран, планирано е да се интервенира секаде каде се јавува потреба, за што ќе биде распишан нов тендер и одвоени дополнителни средства. Ова е само дел од плановите за подобрување и осовременување на сообраќајната мрежа во Крива Паланка, што вели Алексовски беше дел од неговата изборна програма. Со цел да се унапредат можностите за функционирање на имиџот на општина Крива Паланка во изминатите неколку години, раководните луѓе на градот реализираа бројни проекти
од кои посебно се забележителни токму инвестициите и промените во областа на патната инфраструктура. Интензивните зафати за градба и за реконструкција гарантираат освежување на сообраќајната мрежа во општината, која подолго време се чека. Започна изградбата на 2 двојни тениски игралишта во општина Куманово, чии инвеститор е Агенцијата за млади и спорт. Жителите на Куманово со радост ја примија оваа информација и истакнаа дека на градот му се потребни тениски игралишта за да можат да го совршуваат и овој спорт. Агенцијата за млади и спорт започна со изградба на тениски терени во Куманово. Игралиштата ќе бидат на површина од 3300 метри квадратни и се наоѓаат веднаш до спортската сала Куманово. Ова е дел од проектот на владата 100 тениски терени во државата. Инвестицијата чини 19 милиони 200 илјади денари, информираат од Агенцијата за млади и спорт. Моментално се наоѓаме пред спортската сала во Куманово, каде што работниците вредно работат на изградбата и правењето на 4 нови тениски игралишта кои што се очекуваат до крајот на следниот месец да бидат завршени. Како што ја добивме информацијата од терен, тениските терени ќе ги имаат сите карактеристики потребни за одигрување на меѓународни тениски надпревари. Ќе бидат професионално осветлени со пристапни патеки, жичена ограда и најсовремена подлога по сите стандарди. Граѓаните се задоволни што продолжуваат да се надоградуваат нови гранки од спортот во Куманово. Вела дека тениските игралишта ќе бидат од голема корист за младите и масовно посетени од повозрасните како навивачи. За спортисти ќе биде многу убаво и за младите луѓе. Ќе искачат и ќе гледат свите и пензионери, ќе искочат и они, ќе гледат тие такви спортови. Мислам дека е добро, затоа што вреди да се нешто ангажира околу младите, да се вложи во нив и не само тениски игралишта, може за нешто друго околу спортот, затоа што има многу спортски луѓе, посебно младите во Куманово и мислам дека е добра идеја, вреди да се проба. Мислам дека е добра, затоа што за младите треба се повеќе спорт. Поготово малечките дечиња, гледам уште сега родителите ги носат на тенис. И убаво е. Се што се прави, се што се гради, се е убаво. Дали е добро, дали ќе им користи на младите? Па да, ќе користи, зашто да не? Ќе имат повеќе место каде да спортуваат. Спортуваат, да играат, да трчат. Со изградбата на тениските терени Куманово ќе добија најсовремен спортски комплекс. Секторот за внатрешни работи Куманово со полни раце работа. Поднесени се повеќе кривични пријави за тешки телесни повреди, за насилство, за лажно пријавување на кривично дело, како и неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. МВР Билтен. СВР Куманово поднесе кривична пријава против ГГ 38 и ДМ 37, двајцата од Куманово поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело, тешка телесна повреда. На 6 мај 2016 година по претходна расправија пријавените на едно лице му нанеле тешка телесна повреда, удирајќи го со тупаници по главата и телото. Исто така поднесена е кривична пријава и против ШР 42 години, СС 40 и МС 20, сите од Куманово поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело насилство. Во јануари 2016 година во ресторан во Куманово пријавените физички го нападнале АК, удирајќи го со тупаници по телото, при што му нанеле телесни повреди. СВР Куманово поднесе кривична пријава и против двајца 16 годишници и еден 17 годишник од Куманово поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело насилство. Тие на 29 април 2016 година во Куманово на улица Октомвриска револуција со употреба на физичка сила го нападнале МБ 19 години, удирајќи го со тупаници по телото, при што му нанеле телесни повреди. Кривична пријава е поднесена и против ИМ 38 годишен од Куманово поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело, лажно пријавување на кривично дело. На 31 март 2016 година во СВР Куманово пријавениот лажно пријавил дека на неговиот мобилен телефон добил порака дека под неговото патничко возило Фиат Марија има подметнато бомба. СВР Куманово поднесе кривична пријава и против НМ 23 од Куманово поради постојање основи на сомнение за сторени кривични дела, неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори и овозможување на употреба на наркотични дроги и против ИС 27 од Куманово поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Во март 2016 година во Куманово
Куманово на улица Страшко Симонов во патничко возило Мерцедес е пронајдена 1,68 грама наркотична дрога марихуана помешана со тутун, која ја набавил првопријавениот НМ и му возможил на 2 лица да ја користат. На 16 март 2016 година во Куманово на улица Илинденска од страна на полициски службеници извршен е преглед над второпријавениот ИС, кај кој биле пронајдени 2 пакувања со 3,13 грама наркотична дрога марихуана. Проект за надминување на говор на омраза спроведен во Средното општинско училиште Перо Наков, на кој учествуваа ученици од сите средни училишта во општина Куманово. Целта на проектот е развивање на свеста кај младите за слободно изразување на својата мисла преку почитување на различностите од секаков вид. Во Средното општинско училиште Перо Наков се спроведе проектот Младите помеѓу политичката дихотомија, пропратен со арт-експресија во надменување на ригодноста и говорот на омраза. Во проектот се вклучени млади луѓе од сите средни училишта во општина Куманово за развивање на свеста за тоа колку говорот на омраза создава непријатни негативни чувства, а со тоа е лошо однесување. Тоа тие го изразија преку психоарт работилница. Од нивните експресии колку лошо се чувствуваат, нивните емоции се негативни, боите се темни, имаат символи кои што изразуваат чудовишта и различни други нивни лични символи кои што предизвикуваат непријателство и негативизам. За разлика од говорот на омраза, говорот на почитување создава позитивни чувства, позитивна енергија, соработка меѓу луѓето. Можете да видите на цртежите дека користат разновидни бои, светли бои, сонцето, зборови како љубов, разбирање, почитување, меѓунационално и секаков вид друга поделеност. Сексуална, полови разлики, религиски разлики, кои што исто така слушајќи во секојдневниот говор, луѓето ги користат како говор на омраза со цел да ги покажат тие разлики или поделеност. Целта на проектот е развивање на свеста кај младите за слободно изразување на својата мисла преку почитување на различностите од секаков вид, со цел намалување на притисоците и влијанието во пределбата и поделеноста во политичката дихотомија. За нас ваквите проекти имаат големо значење за да го стопираме говорот на омраза. Со задоволство учествуваме во овие проекти. Тука се дружиме со ученици македонци. Научив многу нови работи кои би сакала во иднина да ги споделам со другите. Инаку овој проект е поддржан од програмата за развој на цивилното општество Цивика Мобилитас, спроведувачи се Гешталт центар Младен Костиќ аспекти од Скопје, а поддржан и од локалната самоуправа на општина Куманово. Бројни успеси на регионални надпревари, први и втори награди на државно ниво ја одбележаа учебната 2015-2016 година за младите музичари од Основното општинско училиште Јоаким Крчовски од Крива Баланка. На државниот надпревар во организација на директори и наставници на музички и балетски училишта на Република Македонија, младите музичари од Основното општинско училиште Јоаким Крчовски од Крива Паланка освоија бројни први и втори награди во своите категории. Ова беше повод за наше гостување во музичкото училиште, каде младите виртуози на клавиатура неуморно ги впиваат знаењата од класичната музика под менторство на професорките Лариса Жулина Митовски и Ружа Николовска. На државниот надпревар на млади музичари во Скопје од нашето училиште учествува 11 ученици и постигна високи резултати, први и втори награди. Надпреварот е организиран од Сдруженијето на директори и наставници на музички и балетски училишта на Република Македонија. Нашите ученици настапија во предкатегорија, прва категорија по предмет пијано, соло пијано и камерна музика со 4 дуети. Се представивме многу успешно. Спомнав јас и први и втори награди. Од настапите и надпреварите во регионот и државата, учениците стекнуваат одлично искуство и ги усовршуваат своите перформанси. Јас се викам Маја Тасевска, веќе учам 5 години. На државниот надпревар јас добив второ место и ги свирев композициите Мал прелудиум од Бах, Соната од Скарлати и Бумбаров лет од Римски-Корсаков. Јас се викам Сара Стојановска. Јас на регионален
освоив прво место, на општински освоив исто прво место, а на државен надправа второ. Леон. Со кои композиции се представи на надпревари? Со Меноет, Сонатина и Етида. Јас се викам Матеј Гроздановски и ние се закитивме со многу високи успеси на сите надпревари со прво место. Со кого настапуваш и со кои композиции се представивте? Јас настапувам со Валерија Митовска и ние настапуваме со Бразилски карневал и со Бах Сарабанда. На општинскиот земавме прво место, на регионалниот второ и на државниот трето. Настапив со Михаела Митковска, ние настапивме со Коровицин куклите на сенјор Карабаса и со Натина од Диабели. Јас се викам Јана Давидковска и заедно со Тоана Зиновиева настапивме на регионален, на општински и на државен со германска игра од Бетовен и со ревокршачка од Чајковски. На општинскиот добивме прва награда, на регионалниот втора, а потоа бевме први во држава. Со што настапивте, Марта? Ние настапивме со италијанска песнига. Активностите на музичката паралелка при Основното општинско училиште Јоаким Крчевски за учебната 2015-2016 беа заокружени со годишниот концерт. Изложбата на слики и импресии од авторката Марија Величковска од Куманово во организација и координација на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев ќе биде отворена утре во 19 часот и 30 минути во изложбениот салон на Центарот за култура во Крива Паланка. Величковска е родена 1974 година во Скопје, а дипломирала на Факултетот за ликовни уметности во Скопје во класата на професор Родолјуп Атанасов. Изложбата беше презентирана во Куманово, додека во Крива Паланка ќе биде поставена во наредните 10 дена. Младата пијанистка од Крива Паланка, Ангела Николовска, полека но сигурно ја освојува македонската музичка сцена по бројните успешни представувања на меѓународните надпревари. Таа се представи со соло настап на концерт кој се одржа во Средното музичко училиште Илија Николовски Луј во Скопје. Со соло настап на концерт посветен на ученици наградени на меѓународни надпревари, паланчанката Ангела Николовска со сигурност отпочна нова страница во својата светла музичка кариера. По доста големиот успех на надпреварот, меѓународен надпревар во Србија, таму се прво место, се одлучи да се одржи солистички концерт наменат за мене и за Михаел, тој исто така ученик од Основното училиште во Скопје, на кој што можевме да се представиме со сите дела кои што сме ги свирили исто така на надпреварите и многу луѓе од каде доаѓаат може да не слушаат. Концертот се одржа во Средното музичко училиште Илија Николовски Луј во Скопје, каде еминентни музички дејци се воодушевуваа од нотите на пијаното, дело на младата пијанистка. Како единствена од нашето училиште е ученик и во Нижото музичко Илија Николовски Луј во Скопје. Скоро на 12 мај имаше солистички концерт на наградени ученици на меѓународни надпревари. Значи концертот, незината соло точка беше околу 15 минути и беше успешна. Така што значи ова за нејзе како искуство покрај тоа што има искуство од бројни меѓународни надпревари кои што и допринесоа да настапи тука. Значи ли ова нејзино етаблирање во пошироката музичка јавност? Многу Кои се имаше можности да ја слушнат? Да, имаше, значи можам да слушнат професори од Нижото музичко училиште, па и од Средното училиште, така да сите беа воодушевени од незиниот настап. Ангела Николовски има зад себе неколку десетици настапи на државни и меѓународни музички надпревари, каде во најдобро светло го представи Основното општинско училиште Јоаким Крчевски од Крива Паланка, каде изминатите 8 години го надградува својот музички талент. Талентот во комбинација со труд, упорност и посветеност, како што и Ангела практикува да прави, е единствениот клуч за успехот. За неја успехот е на дофатна рака, зашто, велат, лесно е да се достигне нешто кога се сака.
Министерството за образование и наука е подготвено за полагањето државна матура и за екстерното тестирање, најави заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски. Годинава ќе бидат тестирани 178.648 ученици, од кои 121.371 се основци, а 57.277 средношколци. Државна матура ќе полагаат околу 20.000 средношколци. Министерството за образование и наука е подготвено за полагање државна матура и за екстерно тестирање, најави заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски. Комплетно сме подготвени. Веќе се генерирани распоредите за полагање на екстерното тестирање, а во завршна фаза ни се сите технички подготовки. На веб страницата на Државниот испитен центар јавно се понудени распоредите за екстерното тестирање и државната матура, рече Ристовски. Тој прецизираше дека државната матура се полага во викендите во период од 4 до 15 јуни. Не очекуваме да има никакви проблеми за да ги запазиме роковите за уписите на средношколците, кои ќе бидат потенцијални студенти. Се водеше сметка и за распоредите во делот на полагањето на екстерното тестирање на учениците од завршните години на основното образование, да бидат во првите групи кои ќе полагаат за да можат навремено да аплицираат за упис во средните училишта, рече Ристовски. Екстерното тестирање на учениците од 4-то одделение во основното образование до 3-та година во средно образование, како што и беше најавено, ќе се спроведе во период од 7 до 11 јуни. Годинава ќе бидат тестирани 178.648 ученици, од кои 121.371 се основци, а 57.277 средношколци, а државна матура ќе полагаат околу 20.000 средношколци. Во следната недела во Медитеранот загинале 880 мигранти. Оланд не се откажува од реформите на законот за работни односи. За прв пат по 10 години раст на трошоците за НАТО алијансата. Во Швајцарија беше отворен најдолгиот тунел на светот. 27 земји ќе учествуваат во најголемите воено-морски маневри во светот. Ова се вестите од светот за денеска. Прес-секретарот на Обединетите нации за прашањата поврзани со бегалците, Вилијам Сплиндер, изјави дека во последната недела во Медитеранот загинале околу 880 бегалци, пишува BBC. Најмногу бегалци загинуваат кога чамци и сплавови со кои тие се обидуваат да стигнат до Европа се превртуваат и потонуваат. Од почетокот на годината во Медитеранот загинале 2500 лица, а за истиот период во 2015 година 1800. Обединетите нации проценуваат дека шансата мигрант да загине при обидот да го премине Медитеранот се проценува на 1 во 81. Според организацијата, оваа година во Средоземното море во Европа се удавиле над 200.000 лица. Францускиот претседател Франсуа Оланд и социјалистичката влада одбиваат да се откажат од реформите во законот за работни односи. Тоа, судејќи според најавите на синдикатите, ќе предизвика нови штрајкови и нов хаос во земјата во пресрет на одржувањето на Европското фудбалско првенство ова лето. За да ги смири демонстрантите, француската влада најави зголемување на платата на просветните работници и вети забрзување на разговорите за реорганизација на француската национална железничка компанија. Францускиот премиер Мануел Валс го повика синдикатот ЦГТ, кој го предводи штрајкот на железниците, да предложи начин да се надминат конфликтите околу реформата за законот за работа. Председателот Франсуа Оланд изјави дека нема да се откаже од клучните одредби на реформата за законот со која би се олеснило вработувањето, но и отпуштањето на вработени. Надлежните за туризам во француската престолнина стравуваат дека штрајковите и протестите, кои често знаат да бидат и насилни, може да ги натераат туристите да го заобиколат Париз и Франција. Трошоците за одбрана на земјите членки на НАТО ќе се зголемат за прв пат по една деценија. Ова го изјави генералниот секретар на Алијансата Јенс Столтенберг во интервју за весникот Financial Times. Проценките за годинава, базирани врз податоци од членките, индицираат дека ова ќе биде прва година со зголемени трошоци за одбрана по многу години, изјави тој, додавајќи дека се сочуваат со несигурност и повеќе закани и повеќе безбедностни предизвици. Во минатата година НАТО земјите за одбрана потрошија 253 милијарди долари, додека само САД на 618. Во Швајцарија започна да функционира најдолгиот тунел во светот, именуван како Готар, кој преминува низ срцето на швајцарските Алпи и го поврзува централниот кантон Ури со југот на земјата. Тунелот е долг 57 километри, а изградбата се проценува на околу 12 милијарди швајцарски франци. Во градењето биле вклучени 2400 работници.
Со изградбата на Готар, патувањето од Цирих до Милано ќе трае 2 часа и 40 минути. Тунелот Готар го пристигнува јапонскиот тунел Сеикан, кој со должина од 53,9 км досега беше најдолг во светот. 27 држави учествуваат во најголемите поморски воени вежби во светот кои почнаа синоќа, соопшти американската воено-морска флота. Тоа е рекорден број учесници во маневрите кои се спроведуваат од 1971 година и се одржуваат на секои 2 години. Третата американска флота е домаќин на вежбите кои се одржуваат во реонот на Хавајските острови и Јужна Калифорнија и ќе траат 5 недели. Во маневрите учествуваат 45 бродови, 5 подморници, над 200 авиони, хеликоптери и 25.000 војници. Бразил, Данска, Германија и Италија за прв пат ќе учествуваат во воените маневри, а исто така своји бродови ќе испрати и Кина. Македонски планинари од повеќе краеви на државата остварија успешно искачување на врвот Тупкал во Мароко. Член на оваа мала експедиција беше и Томислав Јовановски од планинарскиот клуб Куманово, кој пред нашата камера рече дека освојувањето на Тупкал поминало во најдобар ред. Томислав Јовановски истакна дека 7 дена поминати во Мароко на него и на другите планинари од Македонија ќе им останат во пријатно осеќавање. Импресии Мароко како Мароко, доста различна држава, различна култура од нашата. Сега се мисля дека одлични впечатоци, конкретно Мароко, од домаќините, тоест берберите, бидејќи Мароко е првично берберска држава, берберско-арапска држава. Доста гостопримливи домаќините ни беа, кај што спиеме во планинарскиот дом. Конкретно, која висина ја освојувате, која планина се работи? Се работи Атлас планина, најголема, највисоката точка беше 4176 метри, а Тупкал се вика врвот. Вие бевте единствениот од Куманово, меѓутоа имаше и други членови од Македонија, да ни кажете колку беше вкупната бројка? Вкупно членови на оваа експедиција беа 28 души, од кои 27 се искачија. Од Македонија беа 7 души, од Скопје, Битола, Неготино, и останатите од Србија, имаше бугари, словенци, хрвати. При освојувањето на врвот имаше некои потешкоти или се беше според предвидувањето? Со планот никогаш не може да се оди по зацртаните цели, но не беше нешто многу екстремно тешко. Ипак е ова планинарска акција, не е алпинистичка. Потешкоти највеќе со тежина на ранец, бидејќи се опрема носи со себе. Не се знаат какви временски неприлики може да очекуваат на таа висина. И кои се вашите идни планови во летниот период, како член на планинарското друштво Куманово, ќе имате ли нови обиди за освојување нови висини? Сега на 18 јуни ќе одиме за Бугарија за Кончета, Вихрен планина, потоа може нешто Кавказ. Планинарите од Куманово, како што рече Јовановски, до крајот на годината продолжуваат со освојување на нови висини. Сениорската репрезентација на Македонија славеше против Азербејџан и утре ја очекува контролен дуел со фудбалската репрезентација на Иран. Селекторот на македонската фудбалска репрезентација најави игра на победа без оглед на квалитетот на иранскиот тим кој е на 42-то место на листата на ФИФА. Иран е азиски фудбалски гигант, исклучително квалитетна селекција предводена од врвен тренер. Ќе биде тежок надпревар, но за нас е важно да оствариме победа. Победивме против Азербејџан, но тоа е само еден надпревар и нема никаква потреба за еуфорија. Немаме намера да отстапиме од досегашниот пристап, се надевам дека спојот на младоста и искуството повторно ќе ни донесе позитивни работи. Задоволен сум од залагањето и атмосферата во тимот. Влегуваме максимално на утрешниот надпревар да одиграме добро и на крај секако да победиме, рече селекторот Ангеловски. Надпреварот ќе се игра на националната арена од 19 часот. Еден од најдобрите играчи на Вардар, Душебаев, останува да го носи дресот на Вардар до 2017 година, а потоа, по завршувањето на договорот, ќе се пресели во новиот европски шампион Киелце.
Алекс Душебаев е најновиот ракометар на Вардар што го договори своето заминување од редовите на црвено-црните, но тоа ќе се случи во јуни 2017 година, кога шпанскиот десен бек, како слободен играч, ќе се пресели во Кјелце. Миленикот на скопската публика веќе известно време беше поврзуван со трансфер во полскиот првак, каде тренира неговиот татко Талант, но трансферот и официјално беше потврден денови од страна на првиот човек на Кјелце Бертус Сервас. Редовите на Вардар летово го напуштаат Манасков, Брумен, Тоскич и Горбок, се најавува и трансфер на Карачич во Веспрем, па јасно е дека црвено-црните со реновиран тим ќе се обидат повторно да стигнат до посекуваната цел, а тоа е пласман на Final Four. Екипата на Фенербахче се пласира во финалето во домашното првенство, откако го елиминира Галатасарај. Бекот на Јовентус Лихштајнер по завршувањето на сезоната размислува да се пресели во Челси. Шесткратниот првак на Турција на чека поблиску да избогати својата витрина со уште еден трофеј од домашното првенство. Екипата на Фенербахче, во чии редови настапува и македонскиот интернационалец Перо Антич, не дозволи второ изненадување од Галатасарај и искористи втората меч топка за пласа во финалето во турската Суперлига. Фенербахче славеше на гостувањето со 82-75 во напревар кој се одигра пред празни трибини поради немирите на третиот напревар од финалната серија. Македонскиот интернационалец на паркетот помине 16 минути, запиша 3 поени, а имаше 5 скокови. Во финалето Античи со играчите ќе се сретнат со екипата на Анадолу Ефес. Антонио Конте состави моćен тим со кој доминираше во Јувентус, па не е никакво изненадување што младиот стратег веднаш по преселбата во Челси ќе тргне во шопинг токму во својот поранешен клуб. Штефан Лихштајнер е првиот фудбалер на старата дама што ќе му се приклучи на Конте на Стенфорд Бридж, откако деталите од овој трансфер биле разговарани меѓу двата клуба, но и со самиот фудбалер. Јувентус се во завршна фаза од преговорите со Дани Алвеш, кој има рок до 5 јуни да го раскине договорот со Барселона и како слободен играч да се пресели во друга екипа. Италијанскиот prvак има дел со бразилецот, кој во следните денови официјално ќе потпише договор, со што ќе отвори вратата за заминување на Лихштајнер. Швајцаретот настапува на иста позиција како и звездата на Барса, па затоа без премногу размислување се согласил на преселба во Челси, клуб со кој 32 годишниот Лихштајнер ќе потпише договор на 3 сезони. Јувентус ќе заработи од него 12 милиони евра. Времето препладне во Македонија беше сончево, попладне со облачност. Од утре следуваат денови со претежно сончево време во предпладневните часови, а попладне повремено со услови за изолирана појава на локален пороен дожд и грмеши. Тоа беше се што подготвивме за вториот дневник, почитувани гледачи. Бидете со нас и во 20 часот. Пријатно попладне.